Замислете ситуација кога се станува поскапо. Храната, бензинот, струјата, сметките, но истовремено економијата забавува, компаниите работат потешко, невработеноста се зголемува. Ова појава се нарекува стагфлација и доаѓа од зборовите стагнација, кога економијата забавува, и инфлација, кога цените растат. Значи дека во исто време имаме и пораст на цените, забавување на економската активност и пораст на невработеноста. Кај инфлацијата цените растат, но економијата не забавува толку истовремено како и кај стагфлацијата. Кај стагфлацијата цените растат, но и економијата забавува. Например, платите остануваат исти, цените се зголемуваат, компаниите почнуваат да штедат, да отпуштаат работени и невработеноста се зголемува. Стагфлацијата најчесто се јавува во услови на војни, енергетски кризи, пораст на цените на нафтата и на гасот, како и проблеми во синџирите на снабдување. Стагфлацијата е голем проблем за економската, особено за монетарната политика. Доколку централните банки ги зголемат каматните ставки со цел да ја намалат инфлацијата, уште повеќе ќе ја забават економската активност и невработеноста уште повеќе ќе се зголеми. Но доколку ги намалат каматните ставки со цел да ја поттикнат економијата и да ја заживеат, во тој случај цените уште повеќе ќе растат. Затоа економистите велат дека стагфлацијата е една од најтешките состојби за економијата. Цените растат, економијата забавува, невработеноста се зголемува.